Драги ученици, добар ден! Добре дојдовте на часот по природни науки за 6-то одделение. Јас сум наставник Зорка Христова Трајкова и доаѓам од основното општинско училиште Крсте Петков Мисирков од Радовиш. Заеднички денес ќе проследиме наставната единица запознавање со повратни и неповратни промени од тема 1 повратни и неповратни промени. Кои се целите на овој наставен час кој треба да ги совладаме заеднички со оваа наставна единица? Да умеете да дефинирате повратни и неповратни промени. Самостојно да наведувате примери за повратни и неповратни промени и да правите разлика помеѓу повратни и неповратни промени. Пред да ја проследиме новата наставна единица, едно кратко потсетување за промената на материјата и промената на агрегатната состојба. Од 5-то одделение веќе знаете дека постојат 3 агрегатни состојби. Вие ги изучивте по наставниот предмет природни науки, ги објаснувавте со помош на теоријата на честички. Сликовито ви се представени на овој дел од слайдот и добро можете да забележите дека постојат разлики во однос на градбата на цврстата, течната и гасовитата агрегатна состојба. Цврстата агрегатна состојба поседува честички кои силно се држат една до друга. Имат сопствен волумен, сопствен облик, не течат и не се движат. За разлика од нив, частичките на течната агрегатна состојба, силата со која тие се држат еден до друг е многу помала, за разлика од цврстата агрегатна состојба, имат свој определен волумен, но го зазимаат обликот на садот во кој се наоѓаат. Течат. И гасовите поседуваат честички кои хаотично се движат во сите правци и максимално настојуваат да го исполнат целокупниот простор кој што им е даден на располагање. Ова се должи на слабите интеракции, односно слабите меѓумолекуларни сили кои што постојат помеѓу частичките на гасовитата агрегатна состојба. Агрегатните состојби на една материја може да се менуваат со доведување на топлина или пак со намалување на количеството на топлина. Вие изучивте дека постојат процеси на топење, испарување, кондензација и стврднување. Тоест, кога цврстата агрегатна состојба и се доведе топлина, таа започува да се топи, односно постепено преминува во течна агрегатна состојба. Исто, течната агрегатна состојба, под дејство на топлина, е доведена до испарување и нејзин премин во гасовита агрегатна состојба. Гасовитата агрегатна состојба при ладење кондензира и преминува во течна агрегатна состојба, која пак исто со ладење преминува во цврста агрегатна состојба, процес кој е познат под името како стврднување. На следниот цртеж пак ви е представен шематскиот приказ на овие процеси кај водата. Можете слободно да разгледате или да се потсетите на истиот. Сега, какви промени може да трпат супстанциите? Сите материи може да се менуваат. Секоја материја различно се однесува кон секоја промена. Некои самостојно се менуваат, а некои ние ги менуваме за наши потреби. Воглавно, материјата може да претрпи два вида на промени – повратна и неповратна. Кои се повратни промени? Повратни промени се сите оние промени на материјата при кои материјата може да го промени обликот, меѓутоа не и нејзините својства. И таа може повторно да се врати во првобитната состојба во која е била. Повратните промени уште се нарекуваат физички промени. Например, промената на агрегатната состојба, свиткување, топење, мрзнење, испарување, кондензација. Овде ви се представени слики со дел од повратните промени на материите. Испарување на вода, сушење на алишта, што исто настанува испарување на вода, топење на сладолед, обликување на загреан метал, светење на сијалица или дробење на банана. Како ќе заклучиме и како ќе дојдеме до заклучок дали одредена промена е повратна или не? Доволно е само да си го поставиме прашањето. Дали со промената супстанцијата може да се врати назад? Пример.
дали стопениот сладолед може повторно да се врати во цврста агрегатна состојба, односно со замрзнување да го добиеме во првобитната состојба. Ако одговорот на прашањето ви е да, тогаш сте сигурни дека промената е повратна. За разлика од повратните промени, материјата може да претрпи и неповратна промена. Всушност, оваа промена доведува до менување на својствата на материјата. Ова е причината зашто истата не може да се врати во првобитната состојба. Неповратните промени уште се нарекуваат и хемиски промени на материите или хемиска реакција. Показатели кои што доведуваат да ние доведеме до заклучок дека настанува хемиска реакција или промена се многу. Вие подетално ќе ги изучите по наставниот предмет хемија, но овде ќе наведеме некои. Например, ослободување на газ, промена на боја на почетна субстанција која што е подложена на промена, неповратна промена, и бојата на крајната субстанција која се јавува како резултат на промената. Појава на топлина, во одреден случај, одредена хемиска реакција ќе течи само доколку и се доведе топлина, доколку користиме електрична енергија, процес на електролиза и многу други. Горење, готвење, раѓосување, растварање на некои материи. Горењето само по себе представува неповратна промена. Секој вид на горење е неповратна промена. Пламенот кој што се јавува не е ништо друго туку енергија кој што се манифестира како топлина и светлина. Подолу ви се дадени примери за неповратни промени. Пример, првата сликичка ви покажува готвење на храна. Доволно е само да си го поставите прашањето. Дали изготвената храна може да се одготви, да се врати во првобитна состојба? Доколку вашиот одговор е не, тогаш сте сигурни дека станува збор за неповратна промена на дадена материја. Горење на дрво, пржење на јајце, подготвување на леб, процес на разложување на материја под дејство на електрична енергија, расипување на банана, процес на растварање на сода бикарбонава оцет или огномет. Овде ви се дадени промени и може да ги разгледаме. Топење на мраз представува физичка промена, односно повратна промена. Пржење на јајце. Рековме, доколку си одговориме на прашањето дали јајцето може повторно да се врати во првобитната состојба пред да биде извршена неговата промена, и ако нашиот одговор е не, тогаш станува збор за неповратна промена. Замрзнување на вода, горење на парче хартија, топење на сладолед, растварање сол во вода, навидум. Солта изгледа како да исчезнува во сак со вода, меѓутоа секое растварање представува повратна промена. Всушност, частичките на солта се распределуваат меѓу частичките на молекулата на водата и при испарување на водата, солта повторно ја добиваме во незината првобитна состојба. Доказ дека растварањето на сол во вода представува повратна промена. Топење на чоколадо, значи ја менува само својата агрегатна состојба, топење на восок, повратна промена и приготвување на торта, која представува неповратна промена од истата причина. Дали состојките кои ние ги користиме за приготовка на торта можат да бидат вратени во нивната првобитна состојба? Ако одговорот е не, тогаш оваа промена представува хемиска, односно неповратна. Се надевам дека часот ви беше интересен, имавте доволно примери, можевте да разликувате повратна и неповратна промена, да заклучиме дека некои процеси се повратни, додека други не се. Ви посакувам добро здравје, довидување до следната година.